Дали е некој во потрага по идеален партнер, љубовен партнер? Голем благослов, божански души мои. Еве повторно на мојот канал. Ви посакувам огромни благослови овој ден. Да сето она што сте си го замислиле и се што сте си посакале да ви се оствари. Ќе обработам една многу убава тема во ова видео, а во ова видео ќе биде една љубовна тема за некој. Зависи како ќе резонира. За некој може ќе биде идеална тема за партнерски односи, во работни односи, партнерски односи на повисок план, за некој ќе биде љубовни партнерски односи, така да јас бев нестрплива и ги отворив тарот картите за вас, за да ви го прикажам сето она што сакам за ова видео. Значи, генерална енергија ќе биде оваја за ова читање и ќе гласи кој ми доаѓа во мојот живот. Дали ќе биде од љубовен аспект или ќе биде од аспект на партнерски односи и комуникации во економски гледна точка, тоа вас кој како ќе си го разбере и ќе си го свати. Значи, генерална е енергијата, колективна енергија е и да почнеме. Во овие картички е прикажана една персона. Јас ќе земам во мој род да го кажувам, бидејќи сум женско. Значи, во мој род ќе биде гледано од мој род, од моја гледна точка, значи ќе биде машки принцип, а вие можете само обратно, машките што ќе ме гледаат, во нивен принцип да си го завртат ова гледање, значи ќе биде и женско и за машко, ќе важи. Значи, тарот картите порачуваат дека оваа персона ве идеализирала. Значи, на еден многу значи ве манифестирала. Значи ве посакувала како желба сте и биле. Оваа персона е економски стабилна, е во знакот на енергија на крал или кралица, значи како божествена енергија носи во себе, и тоа е огнена енергија. За некој од вас ќе резонира дека оваа персона што ви влегува во вашиот живот, веќе ја познавате, веќе сте во комуникација со нејза, а за некој од вас е персона која сте ја запознале преку социјалните мрежи и сте ја идеализирале, сте имале контакт преку социјалните мрежи и дека ја познавате. Значи, ова е особа која ја познавате. Генерална енергија е дека ја познавате оваа персона. Оваа персона е со висока визија за сопствениот живот, има страшно огромни
емоции во нејзе и најверојатно има допир или контакт со надворешниот свет, значи со во дистанца, значи патува околу светот. За некого ќе резонира дека ова е желба на самите себе си да влезат во партнерски однос и да бидат во стабилна енергија со доминантна машка енергија или доминантна женска енергија. Како и да е, оваа персона е со висок коефициент на интелигенција, многу интелигентна, многу интуитивна, страшно висока фреквенција на страст во нејзе, емоционален принцип на маж или на жена, че јас ќе зборам од моја страна, од моја гледна точка. Вие обратно завртете си мажите што ќе ме гледаат. Оваа персона веќе ја познавате. За некој ќе важи дека и е веќе во нивниот живот, само што не е ажурирана како таква. Значи не е буквално ажурирана како енергија од типот на партнер во ова време, значи постоечки партнер. Ајде да видиме сега некои начела за ова машка енергија, значи за оваа персона што веќе ви влегува во вашиот живот. Ова е многу убава енергија на оваа персона, значи стабилна особа, значи стабилна персона, со многу големи желби, енергетски јака и поврзува буквално ги поврзува нештата многу брзо. Значи ги поврзува нештата многу брзо. Од друга гледна точка, може би вие за него причинувате кралица за неговиот живот. Значи, тој ви идеализира како кралица, едноставно. Ајде да ги видиме сега начелата, малку да ги подпрочепкаме. Значи начелата да видиме каква емоционална личност е, зашто доаѓа во вашиот живот, по кој повод. Така пак ќе видиме со друг шпил картички. Може би оваа личност е на некоја висока функција. Има висока функција која има до значење за да патува околу светот, најверојатно. Од хороскопски знаци ми изгледа тарот картите како што покажуваат. Може да имам знак по знак месец или Венера во Водолија, во Овен, Овен лав или Стрелец и
во Шкорпија. Светот е оваа персона ќе ви го промени животот за 180 степени, доколку дозволите да влезе во вашиот живот. А најверојатно мислам дека и би влегло во вашиот живот. Зашто да не, ваква персона не се пропушта. Дефинитивно ова е еден огромен благослов за вас од универзумот. Доколку се познавате, најверојатно ќе се познавате од детството или е партнер кој сте го запознале преку социјалните мрежи. Да. Вие сте биле во контакт со оваа персона. Може би сте имале и емоционален однос, љубовен однос. Може да е и повратник. Јас што го викам покајник. Оваа персона, се надевам дека се гледаат картичките. Дека ги гледате картичките. Оваа персона така. Оваа персона има огромни емоции за вас. Значи, вие више се познавате, може се познавате и од минатиот живот, значи патувате кроз животите. Значи, оваа личност има премногу емоции за вас. Подолго време размислувал околу целата ситуација која била создадена околу вас, околу вашите емоции, ако ве контактирал, ако сте биле заедно со оваа личност. Доколку не сте биле заедно со оваа личност, значи оваа личност ќе има емоции према вас. Значи премногу емоции, значи ќе ве осеќа ненормално огромно. Значи огромно ќе ве осеќа и на као на телепатско ниво, така и на енергетско ниво, така и на блиско ниво, значи со допири. Оваа персона ги разгледува сите можности за сите можности, сите ситуации околу вас што би можеле да се случат или веќе што се случиле, па треба да се поправат. Значи, тој сака конекција или помирување со вас. Вие му значите се во неговиот живот. Сте биле како во лавиринт или пак сте се тражеле, сте се барале еден со друг. Цело ова време и дојде моментот кога треба да се респектира вашата врска. Значи да го респектирате влегувањето на оваа персона во вашиот живот. Тој би сакал да се усидри со вас, значи да биде до крајот
на неговите чувства и емоции, значи до крајот, како доживотен партнер. Најверојатно би бил и како таков би останал. Во прошлоста бил премногу зафатен, имал чувства и емоции кон други партнери, но сето тоа е више поминато. Бил како низ еден лавиринт на чудни емоции, неискажани чувства, премногу неадекватни релации. Ги респектирал сите негови врски, но застанал до негдека, го расчистил сето ова во неговиот живот. Значи, навлегол длабоко во неговите чувства и неговите емоции и сватил дека му треба време за да дојде до она што го посакува, а тоа сте вие или пак ти, кој ова го гледаш. Ајде да видиме сега, да ги видиме нашите љубовни, романтични ангели, што има да ни кажат околу него и околу каде да припазите, каде да се, на што да застанете, сето наоколу оваа персона. Што би можело да се случи? Вау! Можно е да е оваа персона, оваа особа, може да е и вашиот бивш брачен партнер. Ништо чудно. Или пак да планира овој човек доаѓа за да се ожени со вас. Доколку сте жена која ме гледате, девојка. Доколку сте маж, само завртете ја обратно сликата. Оваа ситуација ќе донесе до брак. Дефинитивно. Овој човек доаѓа за да се ожени, буквално за цел живот да остане со вас. Да истрае во сите работи и сите неубави работи до крајот на вашиот живот. Доколку имате чудни чувства или несватливост околу оваа персона која ќе дојде во вашиот живот, или ако е дојдена више, да прашате, дозволете да ви дадат барем еден мал совет пријателите што се околу вас. Доколку немате вистински пријатели, а се надевам дека секој од нас поседува барем еден вистински пријател, би можеле и да ме контактирате мене, затоа што јас сум ви најголем пријател во овие моменти и во овие можности што ќе се случуваат околу вас. Ајде уште една картичка. Да, тој е многу искрен. Искрена персона е. Може имал некое минато кое
го расчистил, но оваа персона е многу лојална и многу мирна, многу голем визионер. Дефинитивно. Многу голем визионер. Чувства огромни. Ете, картичките ви кажуваат дека ова можно е да е тој или таа. Можно и да го, значи, можно и да се вие запознавате, значи, овој партнер да ви доаѓа во вашиот живот за да се излечите емоционално. Може би сте вие во емоционална болка. Затоа е овдека високата свештеница. Како таква ми излезе од претходно тарот картичките во светот. Значи, висока свештеница. Можно е да сте вие во емоционална болка и доаѓате, може да е и тој во емоционална болка, може да сте и двајцата во емоционална болка и затоа тој доаѓа во вашиот живот или таа доаѓа во вашиот живот за да и двајцата се излечите емоционално, да си подадете рака еден со друг, затоа што си припаѓате еден на друг. Нема случајности во овој свет и во овој живот. Дефинитивно, само толку можам да ви кажам. Ајде да видиме сега што друго би виделе. Да видиме некои бројки и нешто што би можело оваа персона да ви порача, да ви каже, да се изјасни. И некоја бројка како датум, да видиме, да ги прашаме хермит картичките, затоа и се туку многу брзо сакат да зборат тие картички. Дефинитивно ова премногу енергија. Ајде да видиме оваа персона што сака да ни порача како таква. Може би има некој декрет, може има некој минато кој сака да не го пренесе преку овие пораки, што не може да го искаже вака јавно. Но ја мислам дека би го искажала, зашто да не. Многу голем визионер е, дефинитивно. Многу чувствителна особа. Све што ќе замисли, таа остварува. Или тој, не е битно. Значи, секоја желба што ќе манифестира, секоја желба му се остварува. Или сте му вие желба. И многу стабилна личност. Економски, да. Дефинитивно ова е личност од прошлоста. За некој од вас ќе важи ова. За некој ќе важи дека е нова личност. Значи, вие земате во ваши... Вие ќе си земете што вам ви одговара во ова видео. Значи, ќе си го земете како такво, што вам ви одговара како одговор, она што си го барате. Може ќе ви одговара да слушнете за партнер кој ви е економски партнер за ширење на некоја фирма или соработник, некој соработничка. Тој ви се извинува и вели
Имам преголемо его. Значи имам преголемо его, но се прашува дали тоа его треба да го совлада. Да, го видовме дека има его. Тој е цар или е царица, не е битно. Ви се извинува, вика, јас ти се извинувам, имав или имам преголемо его, оваа љубов мене ме плаши или ќе ме плаши, јас се плашам, јас сум во страв за да зборам, за да говорам. Значи имате во значење броеви 8, 11, 7. Овие броеви можат да значат датум на раѓање, месец на раѓање, може да значат броеви на куќа кај што живеете, може да значат херцни броеви, значи броеви за... Дека има нешто што се преврти. Еден мач. Ас. Значи, видите, тој ќе ви понуди многу убава иднина, но најверојатно е ваздушен знак. А во ваздушни знаци спаѓаат Водолија, Близнак и Вага. Значи ќе ви подари све што ќе посакате и ќе имате чувство на слобода. Многу интелигентна личност, дефинитивно. Премногу има емоции, но не ги премногу искажува, но вие за него сте кралица. Значи материјален тип е, затоа и работи, еве повторно 8 се повторува. Јас сум премногу во страв, еве, истото се повторува. Јас сум премногу во страв да зборам со тебе, вика. Ајде, уште една картичка и 8 број, може има големо значење 8-8, може во генерално во нумеричка, во нумеро осмица, може да е седмица, може да е единица, може да е роден 8-8, може да е роден 8-11 месец, 7-8, 7-1, 1-7 може да е роден, може да е 1-11 роден, може да е 11-7 роден. Значи, вие направите си го ова како што ви одговара, доколку ви одговара, доколку ви се поклопува со ова читање. Ајде, уште една картичка, би сакала убаво читање. Да. Вие сте светлост или ќе бидете светлост за оваа персона. Ајде да видиме па кога би се случило овој момент? Кога би дошло до комплетно спојување со оваа личност? Значи, некој доаѓа во вашиот живот од сега натаму, па да видиме, ние малку да пречекираме, да видиме баш кога од прилика би било тоа. Може да сега посакува, сега има желба, додека ја изманифестира, да се случат 5-6 месеци, може да ја тргнува од сега, се плаши, значи има двоумење, но ќе дојде. Тргнува од овој месец па натаму. Може да се случи и утре. Дефинитивно.
може да се случи утре. Еве. Ете, ви кажав. Значи, не го земете за како такво, озбилност. Ова е само колку толку да знаеме од прилика кога би дошол овој партнер, оваа персона, оваа личност во вашиот живот, кога би влегол како такво. И за крај би сакала да ви додадам да видиме и кој хороскопски знак од прилика, не се врзувајте премногу со зодијачките знаци и со времето, мада времето е драгоцено за нас, да видиме од прилика. Јас мислам дека ова ќе биде доминантна, ќе биде воздушната енергија со дел од, да видиме, знак по знак, со дел од огнената енергија. Значи, така да доминантна би била, така да еве јас ќе ви понудам неколку опции. Значи, го бараме зодијачкиот знак на персоната која би дошла во вашиот живот, ако веќе ја познавате, значи знаете кој хороскопски знак, кој подзнак. Значи бараме доколку тие што ја немаат запознаено се уште, а се во контакт од преку социјалните мрежи, или персоната се крие позади социјалните мрежи, а сака да влезе во вашиот живот, така да, или пак вие сте во потрага за некоја ваква персона, па зашто и да не знаеме хороскопски знак? Нели? Ајде да видиме. Знак, подзнак, месец или Венера во рак. Знак, подзнак, месец или Венера во Стрелец. Знак, подзнак, месец или Венера во Јарец. Знак, подзнак, месец или Венера во Бик. Знак, подзнак, месец или Венера во Водолија. И за крај уште една комплетна знак, подзнак, месец или Венера. Значи земајте како близнак, воздушен знак. Значи имаме 4, 9, 10, 3, 11 и 2 како броеви кои може ќе ви бидат во огромно значење. Може тоа да се случи 4 овој месец, 9 овој месец, 10 овој месец, 11 трети или пак втори, бидејќи универзиумскот божествен временски период ни го даде дека оваа личност ќе влезе во вашиот живот многу, многу брзо. Значи, прифатете се она што ви одговара, бидете разумни, ова личност ќе ве третира исто како кралица или пак како крал. Има огромни чувства, преголема желба сте му, патува околу светот, дали соработува, дали работи, значи визионер невиден. Значи визионер невиден. Можно е да е татковски лик,
Можно е да е татковски лик, за некој може ова ќе резонира, но не са секој што го гледате ова видео, така да јас можам само да ви посакам многу благослов, многу голема среќа, оваа персона да ви влезе во вашиот живот и да ве излечи ако имате емоционално потиснување, доколку таа има емоционално потиснување, заеднички да работите на сите збиднувања што ќе бидат околу вас и со вас. Што можам друго да ви кажам? Голем благослов и секое добро.